Преглед на содржините во денешниот дневник. Екологистите реагираат на издавањето на Охридското езеро под концесија за стопански риболов. Да го пречекаме европското злато. Утре се враќа Христијана Парулеска. Општина Струга воведува интегрирано образование. Одбележана годишнината од смртта на охридскиот револуционер Христо Узунов. Утре започнува исплатата на априлските пензии. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со ТВМ. Во Охрид денес во првата половина од денот времето претежно сончево со локална облачност и со измерена максимална дневна температура од 15 степени. Попладне развојна нестабилност која ќе донесе умерено облачно и време со врнежи од дожд. Во текот на ноќта кон вторник умерено облачно, но релативно топло. Утре над најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како над Алпите и локално во Источна Европа, умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. На југ од Скандинавија врнежи од дожд, а во останатите делови од Скандинавија снег. Стабилно време со сончеви периоди во останатиот дел од Европа. На Балканскиот полуостров во вторник времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со ветер и пад на температурите. На југ од Балканот сончево и потопло. Максималните дневни температури од 11 до 23 степени. Во Македонија во вторник не очекува претежно сончево време со локална облачност и релативно топло. Попладне локално во северозападните, северните, источните и југоисточните, како и во централните делови, нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално услови за невреме со до умерен југозападен и западен ветер. Во источните делови ќе дува слаб северозападен ветер. Минималните температури од 3 до 11, максималните од 14 до 22 степени. Во Охрид во вторник сончево време со локална облачност. Ќе биде топло, попладне и засилен југозападен ветер. Минималната температура 7, дневната 16. Во среда во Охрид умерено облачно и нестабилно време, ќе има врнежи од дожд, а дневната температура ќе падне на 14 степени. Во четврток и петок свежи утре, со температури од 3, односно 2 степени. Во текот на денот пак времето ќе биде сончево со локална облачност. Ќе бидат измерени максимални 15, односно 17 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Без оглед, дали основате нов дом? Дали сте во пар? Или повеќе генерации обстојуваат во него? Најважни се условите во кои живеете, затоа што само енергетски ефикасниот дом е вистинскиот дом. Запознајте се повеќе со кампањата за колективно купување инвертер клима уреди и станете дел од енергетски ефикасната заедница. Дознајте повеќе на колективнокупување.мк или на 02 31 70 888. Ресторан Далга. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Екологистите реагираат на издавањето на Охридското езеро под концесија за стопански риболов. Потенцираат дека мора да се води сметка за рибниот фонд, посебно на ендемичните видови риба. Предлагаат координирани и пософистицирани начини за борба против рибократците и од македонска и од албанска страна. Без изработена риболовна основа која што ќе дефинира различни заштитни зони и популација на охридската пастрмка, недозволиво е некој да стопанисува со езерото, велат екологистите. Експертите објаснуваат дека на годишно ниво прирастот само на охридската пастрмка изнесува 90 тони. Потенцираат дека мора да се води грижа за рибниот фонд, посебно за ендемичните видови риба, како пастрмката и белвицата, кои неконтролирано се ловат и од двете страни, објаснува екологистот Ѓоко Зороски. Првата забелешка е тоа дека езерото се уште нема изработена некоја риболовна основа врз основа на добри податоци. Потоа, од друга страна, УНЕСКО, односно планот за управување со Охридското езеро, таму не е предвидено да се даде под концесија додека се уште немаме добри податоци и стабилизација на популацијата од охридска пастрмка. И покрај ваквите тврдења од страна на екологистите, но и препораките на УНЕСКО, со Охридското езеро во наредните 6 години ќе стопанисува струшка фирма. За жал, се уште е критична состојбата со охридската пастрмка и белвица, кои се ловат од албанска и од македонска страна. И мора да се следи оваа состојба на еден малку пософистициран начин, предлага Зороски. Прашање кој ќе го контролира риболовот од страна на концесионерот, бидејќи зачестени се контролите на рибократците во изминатиот период, меѓутоа потребна е контрола и на концесијата, односно на тој реален излов на риба. И секако дека
може би предлог е и да се постават камери, односно видеонадзор на некои места во езерото кај што има влегување на рибокраци. Само за подсетување, на почетокот на месец јануари Министерството за земјоделство, шумарско и водостопанство го објави јавниот повик за доделување на концесија на риби за организирање стопански риболов на риболовно подрачје Охридско езеро, а во март струшката фирма Екосвет по пат на јавно наддавање го доби Охридското езеро под концесија за стопански риболов во период од 6 години за сума од 400.000 евра, објави тогаш Алсат. Охридското езеро беше без концесионер од јануари 2020 година, кога на фирмата која вршеше оваа дејност Летница Белвица државата ја одзеде концесијата. Преку проектот Градиме нови мостови во сите градинки, основни и средни училишта во Струга се воведува интегрирано образование. Започнаа да функционираат мешани мултиетнички паралелки, каде учениците од различни етникуми заеднички под ист покрив следат настава. Според професорите, меѓуетничките конфликти кои пред десетина години беа секојдневие во струшките училишта, денес е минато, преовладува меѓуетничка толеранција. Струга воведува интегрирано образование. Преку проектот Градиме нови мостови во градинките, основните и средните училишта во Струшко започнаа со работа мешани мултиетнички паралелки. Целта е создавање на воспитно-образовна клима која ги негува интеркултурните и интеграцијските процеси за надминување на културните разлики. Преку заеднички наставни и воннаставни активности се постигнува меѓусебно зближување. Мешани групи ученици под ист покрив заеднички следат настава. Во нашето училиште почнува да се реализираат и мултиетнички, односно заеднички часови. Заедничките часови во моментов почнавме да ги реализираме со околу 30% од наставната содржина, како нешто ново во нашето училиште. Имаме доста добар резултат. Меѓуетничките тепачки, кои пред десетина години беа секојдневие во струшките училишта, денес се минато. Професорите велат преовладува меѓуетничка толеранција. Децата покрај тоа што го учат јазикот, децата почнуваат и да се дружат. Доказ за тоа е се поголемиот соживот на учениците македонци и албанци во Нико Нестор, така да тие мултиетнички тепачки кои што во минатото беа многу популарни, сега се веќе минато во Нико Нестор. Досегашните искуства покажаа дека програмите за меѓуетничка интеграција во образованието им помагаат на учениците да станат поемпатични и толерантни. Овој проект се реализира со поддршка на Министерството за образование и ОПСЕ. Од утре, 25 април, започнува исплатата на пензиите за месец април, согласно одлуката на владата донесена на 147-та заедница. Од утре започнува исплатата на априлската пензија. Пензионерите кои користат платежна картичка поврзана со сметката на која се префрлува пензијата, независно од висината, со парите ќе можат да располагаат од утре 25 април. Подигнувањето на пензиите преку филијалите и експозиторите на банките за пензионерите кои не користат картички ќе се реализира во 4 групи според висината на пензиите и тоа. За пензии со висина до 11.000 денари исплатата ќе се изврши на 25 април, вторник. За пензии во висина од 11.001 денар до 14.000 денари исплатата ќе се изврши на 26 април, среда. За пензии со висина од 14.001 денар до 18.000 денари исплатата ќе се изврши на 27 април, четврток, и за пензии со висина над 18.001 денар исплатата ќе се изврши на 28 април, петок. Охриѓанката Христијана Парулеска, која веќе европски шампион во традиционално теквондо и вице шампион во форми, утре се враќа во Охрид. На Европското првенство во Jesolo, Италија, таа го освои златото во спаринг борби до 50 килограми. Исто така, Парулеска беше прогласена за најдобра кадетка на Европското првенство, а пехарот лично и го врачи Руџиеро Ланоте, организатор на првенството и председател на Италијанската теквондо федерација. Христијана Парулеска од теквондо клубот Хваран Китеев од Охрид, сега веќе европска шампионка во традиционално теквондо и вице шампионка во форми кати,
утре се враќа во Охрид. На патот до европскиот трон пред Парулеска паднаа бугарската, хрватската и украинската репрезентативка. Таа на последното првенство кое се одржа во Jesolo, Италија, беше прогласена и за најдобра кадетка, признание кое лично го доби од господинот Руджиеро Ланоте, организатор на европското првенство и председател на Италијанската теквондо федерација. После пандемијата на големото континентално надпреварување во традиционално теквондо ЕИТФ учествуваа надпреварувачи од 27 земји. Најбројни беа репрезентациите на Украина, на Чешка, Грција, Англија и Италија, но тука се и репрезентациите на Србија, Хрватска, Германија, Австрија, Словенија, Ирска, Велс и Бугарија. Македонската репрезентација со избраниците на државниот селектор на македонската репрезентација во традиционално теквондо Маријанчо Лазарески броеше 7 надпреварувачи, и тоа 3 во женска и 4 во машка категорија. И останатите наши репрезентативци, иако не се закитија со медал, ја издигнаа Македонија на високото 13-то место во конкуренција од 34 државни репрезентации, оставајќи ги после нас репрезентации многу побројни и со подолги традиции како Латвија, Норвешка, Србија, Ирска и домаќинот Италија. Останатите репрезентативци го завршија ова европско првенство со освоени 2 петти места, 2 шести, 1 осмо и 1 деветто место. Нашата цел е оправдана. Нашето доаѓање остана впишано во историјата на македонското традиционално теквондо. За прв пат на европското теквондо првенство се слушна и македонската химна. Христијана Парулеска е европски шампион. Најголема благодарност до генералниот спонзор ПН Метал, општина Охрид, Агенцијата за млади и спорт и сите наши поддржувачи, напиша тренерот Маријанчо Лазарески на Facebook. Утре напладне на градскиот плоштад во Охрид ќе има свечен пречек на македонската репрезентативка во традиционално теквондо. Предвидено е по пречекот на плоштадот настанот да продолжи на бината кај трговскиот центар Амам наспроти поштата, доколку временските услови не одат во прилог настанот ќе биде одржан во спортската сала Билјанини извори. Управата за јавни приходи ги известува даночните обврзници сметководителите дека се продолжува рокот за поднесување на ДДВ 04 пријавите за 3 работни дена. Крајниот рок за поднесување на овие даночни пријави за месечните и 3месечните обврзници за ДДВ наместо на 25-ти ќе се смета 28 април. Поместувањето на терминот е направено поради повеќето неработни денови во текот на овој месец, информираат од УЈП. На 3 мај, среда, ќе се врши теристичка земјена дезинсекција против ларви од комарци. На 3 мај среда ќе се изврши теристичка дезинсекција против ларви од комарци на територија на општина Охрид на површина од 500 хектари. Се работи за реализација на првиот дел од ларвицидниот третман во рамки на годишниот план за дезинсекција, информираат од локалната. Активностите се одвиваат согласно склучениот договор за набавка на услуга за превентивна дезинсекција против возрастни комарци и ларви од комарци во соработка со Министерството за транспорт и врски. Прскањето ќе го спроведе Центарот за јавно здравје од Охрид. Одбележани 118 години од смртта на охридскиот револуционер Христо Узунов. Во рамки на чествувањата по повод одбележувањето на годишнината од херојската погибија на Христо Узунов, денес делегација на општина Охрид положи свежо цвеќе пред неговата споменбиста во градскиот парк. Делегација на општината присуствуваше и на панихидата и се поклони на гробот на познатиот охридски револуционер во Цер, Кичево. Деновиве, со културно-уметничка програма, основното училиште Христо Узунов го одбележа патрониот празник. Доделени наградите на децата од Центарот за развивање на животни вештини Brain o Brain, кој учествува на 9-тиот интернационален надпревар кој се одржа на 28 јануари оваа година. Во прекрасна атмосфера на забава и дружење, викендов во просториите на Касарна Хаб во Охрид беа доделени наградите на децата од Центарот за развивање на животни вештини Brain o Brain при Црвен крст Охрид, кои учествуваа на 9-тиот интернационален Brain o Brain надпревар, кој на онлайн платформа се одржа на 28 јануари 2023 година.
Децата и родителите не го криеа задоволството и гордоста што токму тие се дел од најстариот и најуспешен Brain-on-Brain центар на Балканот и на овој престижен светски натпревар. Во конкуренција од 20.603 учесници од 84 земји, 37 ученици од Центарот за развивање животни вештини Brain-on-Brain при Црвен крст Охрид, кои учествуваа на овој натпревар, освоија 9 трофеи, 13 златни медаљи и 15 сребрени медаљи. На овој настан, тренерите на Brain-on-Brain програмата на децата им ги доделија и сертификатите за завршено соодветно ниво и воедно ги представија најмладите ученици, кои оваа година го започнаа првото ниво од Brain-on-Brain програмата, но и најстарите ученици кои во моментов го следат 10-тото последно ниво од оваа програма. Поради градежни активности ќе биде затворена улицата Коста Абраш. Од денеска, 24 април, започнува изведбата на градежни активности за преуредување на камени коцки на улицата Коста Абраш. Поради непречено одвивање на активностите, сообраќајот на ова улица ќе биде затворен во целост. Овој режим на сообраќај ќе трае до целосно завршување на градежните активности, информираат од локалната самоуправа. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров пристигна во Њујорк, каде ќе учествува на седниците на Советот за безбедност на Обединетите нации, соопшти денес портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова. Таа додаде дека неговиот лет за сад го следеле рекорден број луѓе, односно на 3 милиони луѓе го следеле движењето на авионот преку апликацијата Flight Radar. Шефот на руската дипломатија денес ке се сретне со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. Постојаниот представник на Русија во Обединетите нации Василий Небензија претходно изјави дека Русија има многу теми за разговор. Лавров ги покани и највисоките дипломати на неколку земји, вклучително и американскиот државен секретар Антони Блинкен, да учествуваат на седниците на Советот за безбедност на ООН со кои председава Русија. Американските сили за специјални операции извршија итна евакуација на американската амбасада во завојуваниот Судан за помалку од 1 час вчера, користејќи хеликоптери. Од безбедносни причини Швајцарија одлучи да ја затвори својата амбасада во Картум, главниот град на Судан, каде од 15 април трае вооружениот конфликт. Италијанската премиерка пак Џорџа Мелони изјави дека евакуираните италијански државјани кои сакале да го напуштат Судан биле погодени од конфликтот. Според италијанските медиуми од Картум, главниот град на Судан, во Џибути се евакуирани 150 лица, од кои 107 се италијани, а со авијани на италијанското воено воздухопловство ќе бидат пренесени во Италија. Според Светската здравствена организација, Судан изминатата недела го протресуваат крвави борби во кои досега загинаа повеќе од 400 лица. Нови 26 тела вчера беа ексхумирани во источна Кенија, со што бројот на останките што од петокот ги откри полицијата во истрагата за смртта на следбениците на една секта се зголеми на 47, наведуваат тамошните власти. Починатите се следбеници на меѓународната црква Добри вести, која е предводена од неодамна уапсениот Мекензи Нтенге. Тој на своите приврзаници им проповедал дека треба да постат за да се сретнат со Исус. Властите во текот на минатата недела првично пронајдоа посмртни останки на 4 следбеници на сектата, откако добија информација и за можна масовна гробница. Вкупно 11 следбеници на сектата, од кои 7 мажи и 4 жени на возраст од 17 до 49 години, минатата недела беа хоспитализирани, откако истоштени биле спасени од шумата. Нтенге се предал на полицијата на 15 април и веднаш бил ставен во притвор. Полициски извори наведуваат дека добили информации за луѓе кои умираат од глад под изговор дека се сретнали со Исус, откако водачот на сектата им го испрал мозокот. Огромен змеј што фрла оган се запалил за време на настап во живо на Дизниленд во Калифорнија. Снимките објавени на социјалните мрежи покажуваат сцена во пламен и разглас преку кој се информира публиката дека представата не може да продолжи поради непредвидени околности. Луѓето биле евакуирани од областа во забавниот парк Анахаим поради пожарот. Според извештајот на пожарникарите повредени нема. Пожарот избувнал за време на изведба на представата Фантастмика, во која се користат специјални ефекти на современа проекција и многу пиротехника. За време на представата Мики Маус диригирал со сцени од класиците на Дизни како Аладин и Кралот Лав. Во еден момент змејот
змеот што го представува Дизниевиот негативец Малефисент во еден момент испарла логана, потоа дошло до експлозија на змеот и огромен пламен го зафатил целиот. Посетителите од неколку околни атракции се евакуирани поради чадот. Од таму додаваат дека причината за пожарот се уште се истражува. Слични сцени со оган ќе бидат суспендирани во сите забавни паркови низ светот како мерка на предпазливост. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следите. Пријатен ден.